Ова се настаните за денес. Џон Малкович со пеколна комедија и исповед на серискиот убиец на ексклузивниот настан на годинешното Охридско лето. Охриѓанец успешен ракометен тренер во Шведска. Трет камп за високотехнолошка извонредност во Охрид на Македонија 2020-2025. Италија и Словенија повторно погодени од силно невреме. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес тропски ден, сончево и многу топло време со дневни температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната достигна 36 степени Целзиусови, во текот на ноќта ведро и топло. Утре над најголем дел од западна, северозападна, северна, централна, источна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици и пад на температурите кои ќе се под повеќегодишниот просек за овој период. Посвежа воздушна маса ќе се спушти над Апенинскиот и над најголем дел од Балканскиот полуостров, во останатите делови од Европа сончево со локална облачност и свежо време. На Балканскиот полуостров во среда умерено облачно и нестабилно, дожд, грмотевици, ветровито и пад на температурите. На крајниот југ и исток претежно сончево и топло, максималните дневни температури од 20 до 38 степени. Во Македонија во среда сончево, топло и ветровито време. Во текот на денот се очекува продор на воздушна маса од север со пониски температури која ќе донесе и пад на максималните дневни температури. Утринските ќе бидат од 14 до 23, максималните дневни во Македонија од 28 до 39 степени, а UV индексот со вредност 8. Во среда во Охрид сончево и топло и ветровито време со засилен западен и југозападен ветер. Минималната 19, дневната 31. Во четврток сончево време со локална облачност и свежо, пад на температурата на максимални 25 степени, а во петок свежо утро, температура од 11 степени. Во текот на денот сончево и топло со максимални 28. Во сабота во Охрид сончево и потопло време со пораст на температурите, минималната 14, а дневната 30 степени Целзиусови, UV индексот со вредност 8. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Ново Бизон Пурпени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци.
За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Ова лето, загризете го најсладкото винчини задоволство. Долго, топло лето исполнето со многу изненадувања подароци и најсладките винчини производи. Забави на најпопуларните плажи во Охрид, во најголемите Тамаро маркети и секојдневни супер вредни подароци на Супер Радио. Ново лето со винчини и Тамаро, загризете го најсладкото винчини задоволство. Ова лето, винчини лето во Охрид. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Актерот Џон Малковиќ пристигна во Охрид. Утре вечер пред охриѓани и туристите на сцената на Античкиот театар ќе биде поставена представата пеколна комедија Исповеди на серискиот убиец. Оваа представа ги спојува Малковиќ, оркестарот на Виенската академија, како и два прекрасни сопрани, Начен Рајс и Сузан Лангбеј, кои преку музика ги отсликуваат бесот, тагата и желбата за освета за жртвите. Огромна е заинтересираноста за настанот буквално од целиот свет. Од дирекцијата на Охридско лето очекуваат максимална исполнетост на Античкиот театар. Утре вечер на сцената на Античкиот театар несомнено еден од културните настани кои ќе го одбележи годинешното издание на фестивалот Охридско лето. Представата пеколна комедија Исповеди на серискиот убиец со американскиот актер Џон Малковиќ во главната улога. Огромна е заинтересираноста за настанот буквално од целиот свет. Токму Џон Малковиќ е една од звездите која ќе ја испише фестивалската историја, а кои заблескале на фестивалската сцена, истакна Бисера Костадиновска Стојчевска, министерката за култура на Македонија. Уверена сум дека утрешната вечер ќе остави силен впечаток во меморијата на Охридско лето, кој обстојува како простор на светската уметност, а има ли поубав простор од тоа од Антички театар. Представата или сценската изведба зборува за австрискиот серијски убиец Джек Унтервегер, кој во затвор заради серија убиства каде станува поет и писател отслужувајќи ја казната. Тоа доведува критичарите да го сакаат, а на крајот да го помилуваат, тврдејќи дека за интелектуалците и политичарите тој е пример за рехабилитација. Слободен, Унтервегер станува новинар и баран предавач, но и повеќе кратен убиец. Фатен и повторно осуден, си го одзема животот. Оваа представа ги спојува Малковиќ, оркестарот на Виенската академија и два прекрасни сопрани, Начен Рајс и Сузан Лангбеј, кои преку музиката ги отсликуваат бесот, тагата и желбата за освета за жртвите. Според многумина, оваа представа може да се нарече и нов жанр. Тоа е представа која што својата драматуршка структура и емотивна архитектура ја гради врз две спротивности. Тоа се комедијата и психолошката драма, и додека публиката мисли дека е заловена во една таква комична атмосфера, на сцената започнува еден вистински пекол, придружен со оркестар и силни сопрани.
Пеколна комедија може да се гледа и како предупредување и како опомена. Од една страна, општеството на Унтервегер му се додворува и го слави и покрај тоа што сторил ужасни работи. Од друга страна, се поставува прашањето зошто на еден убиец би му била овозможена привилегијата на помилување, па според тоа делото може би зборува повеќе за општеството, отколку за самиот Унтервегер. I think that it's a piece that will always have relevance because Мислам дека станува збор за театарско дело кое секогаш ќе биде релевантно, затоа што насилството од секогаш било меѓу нас и ќе биде меѓу нас. Нашето општество во основа е засновано врз идејата за откупување од една страна, а од другата страна е идејата за заштита на било кој дел од населението кое е ранливо и подложно на насилство. И во оваа театарска представа тие две идеи се наоѓаат во еден масивен и директен конфликт. Обожавателите на овој познат актер ќе имаат не секојдневна можност за уживање во неговата брилјантна ексцентричност, но целосната чистина која се согледува со неговиот настап во пеколна комедија, која пак несомнено е возбудливо дело на театарот. Поради тоа утре вечер од дирекцијата на Охридско лето очекуваат максимална посетеност на овој единствен културен настан. На Антички театар утре вечер ќе седнат повеќе од 2500 луѓе. Да, продадени се многу карти, како што кажав, од регионот има многу заинтересирани, ги наведов земите од кои што имам евиденција, Бразил, Холандија, Франција, од Америка, од скоро сите амбасади во Скопје и нивни представници. Џон Гевин Малковиќ е американски актер, продуцент и режисер, роден е на 9 декември 1953 година во Кристофер, Илиноис. Неговите дедо и баба по татко биле хрвати, а мајка му имала шкотско и германско потекло. Малковиќ најпрво се прославил на театарската сцена, а во 1999 се игра себе си во филмот Да се биде Џон Малковиќ. Во својата кариера имал 2 номинации за наградата Оскар за улогите во филмовите Места во срцето и На линија на огнот, како и номинации за Бафта филмската награда и 3 номинации за наградата Златен глобус. Има настапувано во повеќе од 70 филмови. Сторијата на охриѓанецот Бобан Пашовски е уште еден пример во низата дека Македонија изобилува со таленти и успешни млади луѓе. Пашовски денес е ракометен тренер кој со работа стартувал како ракометар во Охрид, а во Шведска за само 3 сезони станал тренер на женски ракометен клуб во првата лига. Патот до овој успех не е лесен, но крајниот резултат е промоција за мојот град Охрид и Македонија, вели Пашовски. Охриѓанецот Бобан Пашовски преку своите успеси ги промовира Охрид и Македонија во најдобро светло во Шведска. Тој е ракометен тренер кој со работа започнал како ракометар во Охрид, а во Шведска за само 3 сезони успеал да стане тренер на женски ракометен клуб во прва лига. Целта сега му е да го внесе клубот кој го предводи во елитната лига. Вели успехот таму се постигнува само ако се пласираат резултати, бидејќи условите за работа се одлични. За една сезона успеавме заедно со тимот да стигнеме до прво место и да освоиме трета лига. И со самиот влез во втора лига веќе почнува да, знаете, малку да стануваат работите посериозни. Желба ми беше да пробам и со машки тим исто така. Успеав да влезам во Сала, така се вика тимот, тоа е соседен град во каде што живеам. Исто така од трета лига, но имавме големи очекувања. Тимот беше малку посериозен, имаше големи очекувања со некоја подолга традиција и сатисфакцијата моја беше тоа што успеа тие да ме видат во големата слика, можам да кажам, за да во наредни 3 до 4 години успееме да влеземе во прва лига. Последна сезона со Сала бевме вице шампиони, второ место. И најверојатно се разви некои гласови, добри гласови за мене низ ракометните кругови во Шведска и добив понуда за оваа сезона да водам тимот прва лига, што е за мене голем успех. Швеѓаните многу ја почитуваат Македонија кога станува збор за ракометот, вели Пашовски. Неговите планови се да собере уште некоја година искуство таму, па ако се создаде добра прилика во иднина, вели дека би прифатил своето искуство да го пренесе и дома, во родната земја. Желба му е да им помогне на младите спортисти да се промовираат надвор од Македонија.
Морам да кажам дека Македонија во последните неколку години, посебно после првата победа на Вардар, вложува екстремно многу во ракометот и затоа сум стварно среќен, затоа што се очигледен е растот на квалитетот во ракометот во Македонија. Моите амбиции се да успеам да влезам во таа елитна шведска лига. Не е мала работа да се биде тренер во Шведска, морам да кажам, затоа што конкуренцијата е изворено голема. Се гледам себе си во Шведска барем во наредни 5 до 6 години да соберам некое искуство кај што ќе можам доколку дојде шанса да се вратам во Македонија со ракометот, да имам некое побогато искуство кај што ќе можам да пренесам некои нови работи во македонскиот ракомет. Приказната на Бобан Пашовски е уште еден пример во низата дека Македонија изобилува со таленти и успешни млади луѓе со кои се гордее земјава. Трет поред камп за високотехнолошка извонредност во Охрид на Македонија 2020-2025. На кампот кој траеше 6 дена, 25 млади луѓе на возраст од 11 до 15 години од Соединетите Американски држави, Хрватска, Словенија, Кипар и Македонија се обидоа да го подобрат дигиталното владење преку напредување на нивните вештини за кодирање, програмирање и роботика. Деновиве во Охрид се одржуваше третото издание на кампот за високотехнолошка извонредност на организацијата Македонија 2020-2025 на македонската диаспора. И овој пат 25 млади луѓе на возраст од 11 до 15 години од Соединетите Американски држави, Хрватска, Словенија, Кипар и Македонија се обидуваа да го подобрат дигиталното владење преку напредување на нивните вештини за кодирање, програмирање и роботика, како и на вештините за висока технологија. Исто така кампот имаше за цел поттикнување на нивниот интерес за продолжување на STEM образованието и кариерата. Многу наука, нови знаења, но и нови пријателства. Многу забава се случува во кампот, велат учесниците. Некои од нив за прв пат после долго време не ја криеа среќата што повторно ја посетиле родната земја. Јас сум од Словенија. Кампот многу ми се свија. На кампот најмногу ме интересира лего коцки и роботика. Многу ми е убаво тука во Македонија, имам многу нов другарки тука во кампот и многу ми е интересно. Јас сум Ника од Кипар и јас имам 11 години. Ова е прв пат после 3 години кај додавам на Македонија и прв пат во Охрид. Јас зборам македонски кај дома и во школа зборам англиски. Убаво е тука, имам многу добри другарски тука. На кампот, исто така младите луѓе ќе научат да преземат акција кон одржлив развој преку промовирање на употребата на технологијата и усвојување практики за одржлива енергија, подобрување на нивото на свест и разбирање за важноста на сајбербезбедноста на децата. Кампот е прекрасна можност за заекнувањето на врската меѓу младите македонци од нашата земја и младите од диаспората и нивната земја на потекло, поттикнувајќи ги меѓукултурните размени и чувството за одговорност и враќањето кон заедницата, вели Нина Манчев од организацијата Македонија 2020-2025. Вклучуваме учесници, деца од 11 до 15 години кои доаѓаат од Македонија, меѓутоа и млади македонци, нивни врсници кои доаѓаат од диаспората. За наша голема среќа, оваа година имаме 25 учесници, дел од нив се од Америка, од Словенија, Хрватска, Кипар. И преку проектот им овозможуваме запознавање и доближување со македонската култура и традиција. Најинтересно можеби за нашите учесници беше изработката на македонски ракотворби, кои и навистина ужива и се радува и се запознаа со тие традиционални занетчиски ракотворби. Само заедно можеме да направиме значително влијание во зајакнувањето на вештините на младите таленти од социјално ранливите средини, поттикнувањето на иновациите и обликувањето на посветла иднина за Македонија, велат од Сдруженијето Македонија 2020-2025. Учесниците ќе се стекнат со нови знаења и вештини преку посветеност и надпревар на идеи, фокус на решавање проблеми,
изградени акција Out of the Box размислување и соработка работа во парови и групи. Председателот Стево Пендаревски вчера вечер во Вила Билјана во Охрид ги врачи сертификатите на учесниците на третото издание на Охрид камп за високотехнолошка извонредност, што се одржа под негово покровителство. Пред почетокот на свеченоста на врачување на сертификатите, учесниците имаа можност да разгледаат председателската Вила Билјана и подетално да се запознаат со историјатот и нејзината намена, да ги посетат работните простории на председателот Пендаровски, да се информираат за неговата работа, за активностите и за надлежностите. Фестивалскиот репертоар на 63-тото Охридско лето вечерва ќе донесе концерт на Франк Дупре триото од Германија и изложба на фотографии од Александар Томовски. Во предворието на црквата Света Софија вечерва ќе биде отворена изложба на фотографии на наслови "Над кулисите" од Александар Томовски. "Над кулисите" представува колекција фотографии која во континуитет го следи авторот и неговите фасцинации од сцената на Националната опера и балет, доближувајќи не до балетот и балерините доловени од птичја перспектива. Изложбата ќе биде отворена во 19 часот и 30 минути. А во стандардниот фестивалски термин од 21 часот во црквата Света Софија, триото Франк Дупре од Германија ќе изведе дела од Николај Капустин, Морис Равел и Леонард Бернштайн. Следуваат вестите од светот. Ново невреме синоќа на Словенија. Словенечките медиуми јавија дека се работи за многу силно невреме кое стигнало од правец на Италија, придружено со силен ветер и град. Невремето најпрве ја зафатило Горишка околу 21 часот, а потоа и централна и источна Словенија, каде сообраќајот бил отежнат. Според проценките, ветерот бил со јачина и до 100 км на час, со себе донесол бројни удари од гром и дождови. Поради големата веројатност за силен град, силни налети на ветер и многу обилни врнежи од дожд, Словенечката метеоролошка служба прогласи црвено ниво на опасност. Словенечкиот портал Метеоинфо во ажурираната вечерна прогноза предупреди дека многу силна бура брзо се приближува кон западна Словенија, која најверојатно ќе биде придружена со силен ветер и локално многу силен град. Локално паднал град со големина на јајце. Нови сателитски снимки го покажуваат големиот пустош предизвикан од огромните шумски пожари кои со денови беснеат на грчкиот остров Родос. На Родос изгореа повеќе од 100 квадратни километри земја, а покри пожарникарите огнот го гаснат и противпожарни авиони. Шумските пожари принудија 19.000 луѓе да избегаат, уништија живеалишта за дивите животни, пчелни кошници и обработливо земјиште. Овие пожари се сметаат за најлоша катастрофа што го погодила Родос. Грчките медиуми јавуваат дека властите веруваат оти пожарот бил подметнат и дека е покрената полициска истрага. Пожарите се подметнати од човечка рака, ќе дознаеме дали станува збор за невнимание или некој намерно го подметнал. Ги повикуваме луѓето да пријават каква било корисна информација, изјавил представник на противпожарната бригада, додавајќи дека шумските пожари на Родос зафатиле 10% од хотелите во централниот и југоисточниот дел на островот. Авион кој полетал од аеродромот во Милано кон Њујорк морал принудно да слета на аеродромот во Рим поради големо оштетување на прозорците и клунот кој бил искршен од ледените топки што паѓале во силното невреме што доцна синоќа и утрово го зафати северниот дел на Италија. Исклучително силното невреме пропратено со град и ветер во Милано во текот на ноќта предизвикало голема материјална штета, а една 58 годишна жена го загубила животот откако врз неа паднало дрво. Милано и околината утринава околу 4 часот ги зафати невреме со силен дожд, град и ветрови со брзина поголема од 100 км на час, што е второ невреме за нешто повеќе од 12 часа. Невремето предизвикало огромни штети на згради и автомобили, доведе до отежнат сообраќај поради дрвјата кои паднале на улиците, а во некои делови од градот било издадено известување граѓаните да не излегуваат од домовите. Од фотографиите кои кружат на социјалните мрежи може да се види дека во некои делови паднал силен град со огромни ледени топки од речиси половина килограм. Северна Кореја истрела 2 балистички ракети кон Источното море, соопшти јужнокорејската војска. Според главниот штаб на јужнокорејската армија, проектилите летале околу 400 километри пред да паднат во морето. Војската на Јужна Кореја се уште истражува за каков тип на ракети се работи. Резолуциите на Обединетите нации ја спречуваат Северна Кореја да тестира балистички ракети кои во зависност од тоа како се дизајнирани можат да носат и нуклеарни боеви глави. Тестирањето на крстосувачките ракети не е под санкции, но таквото оружје може да се користи и за носење нуклеарни боеви глави.
Северна Кореја минатата недела предупреди дека распоредувањето на американските сили, вклучувајќи носачи на авиони, бомбардери или ракетни подморници во Јужна Кореја, може да поттикне употреба на нуклеарно оружје. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!